Пандемијата ги замеша своите прсти во уште една судска развршница. Откако почетокот на испораката на Dodge Durango SRT заради пандемијата дебело доцнеше, а во меѓувреме за неполни 3 месеци беше целосно распродаден, од Dodge одлучија да го зголемат производството од најавените 2 на 3000 примероци. Но ни тие не беа доволно. Интересот за овој 6,2 литарски теренец со 3 реда седишта, чиј 8-цилиндричен мотор со 2 компресори развива 710 конски сили продолжи. Заради тоа се најде во планот за производство и за наредната 2022 моделска година, во тираж од уште 1000 примероци. Чашата сепак го прели тоа што неговото производство продолжи и за тековната 2023, без при тоа од Dodge да прецизираат уште колку возила ќе направат. Заради сето ова, оние кои први застанаа на ред за него, плакајки скоро 3 пати повеќе од основниот модел, се чувствуваат измамени. Тие едноставно не сакаат секој да може да почувствува како изгледа забрзувањето до 96 км на час за 3,5 секунди. Морно чувајќи го своето одушевување, тие стегнаа тужба на Dodge во која наведуваат дека нивната инвестиција е загрозена и дека возилото што го купиле повеќе не вреди како што првобитно им било презентирано. Големо прашање е колку ќе потрошат за адвокати, уште поголемо дали тужбата ќе ја добијат, но нивната упорност покажува дека фер односот кон купувачите е од клучно значење за имиджот на една компанија. Од Stellantis нема никаков одговор на обвинувањата кон нив под изговор дека не можат да коментираат додека судскиот процес трае. Колку за информација, лани од Dodge Durango од сите верзии во Соединетите Американски држави се продадени 55.500 примероци.